Гостин во студиото на Република е Нина Даскалова Сарделова, магистар по авторско право, директор на Македонската авторска агенција. Господја Сарделова, добро дојдовте во студиото на Република. Деновиве е актуелно дека нема хонорари во јануари, односно дека е испратен допис од ПИОМ со кој се забранува исплата на хонорари докато не се донесат одредени правила. Дали вие како авторска агенција добивте некаков допис? Јас сум запознаена со ова информација, но ние немаме никаков допис добиено и сметам дека тоа неточно, затоа што ние веќе од почетокот на оваа година, согласно одредбите од новиот закон, ги пресметуваме хонорарите и ги сплаќаме за оние хонорари на кои треба да се пресметува придонес. Тој го пресметуваме и го одвојуваме и во моментот кога ќе биде тоа возможно ќе го уплатиме на сметките кои што ќе бидат дадени. Колку оваа информација која што простори во јавноста и која што беше сега депласирана доведе до забуна во авторските агенции и кај луѓето се обраќаат кај вас, спрашуваат? Па да, секојдневно се јавуваат многу лица, воглавном автори, а исто така и фирми кои треба да исплаќаат. И заради овие неточни информации сите се во некоја состојба на паника, што ќе се прави, како ќе се исплаќаат хонорарите, што се исплатите за јануари. Ние согласно законот се подготвивме и веќе ги вршиме исплатите. Така што сметам формална пречка не постои. Значи не постои ни допис, ни акт кој што би ги прекинал или би ги забранил исплатите. Со носењето на овој нов закон за придонеси за задолжително социјално осигурување се крена многу време. Што конкретно значи тоа во давачките за хонорарите? Какви промени има? Секако зголемувањето не е мало. Значи од 10% персонален данок сега имаме уште 25% купно за придонеси за пензиско и за здравствено осигурување. Но во случај на исплатите на авторски хонорари, тука влегуваат новинари, актери, музичари, сликари, уметници. Да, автори на компјутерски програми, се она што се смета за авторско дело согласно законот за авторско право. Сите тие дела согласно законот за персонален данок имаат при пресметката на персоналниот данок имаат признаени трошоци, што значи намалување на основицата за пресметување на персоналниот данок. Согласно новиот закон за придонеси во задолжително социјално осигурување, основицата за пресметка на придонесите ќе биде истата таа која што е основица и за пресметување на персонален данок. Значи дека ако некој е автор на текст, напишан текст, новинарски текст или пак книга или било што, давачките на неговиот хонорар ќе изнесуваат околу 20% од хонорарот. А не 37 или... Да, овие проценти за кои се зборува, значи 35% и така надаму, тоа се за оние работи кои што не спаѓаат во авторски дела, значи тоа се за договори за дело, а не авторски договори. Значи тие две работи се неразграничени очигледно. Да. И сега зависно од тоа за која авторска работа се работи, значи доколку вие сте пејачки имате пак некој процент ќе биде различен во однос на ова што го кажав за пишани дела. Ако сте скулптор ќе имате уште повеќе олеснување, значи зависно од законот за персонален данок од утврдената основица. А што луѓето добиваат, како бенефит добиваат од носењето на ваквиот закон, односно од плаќањето на дополнителни придонеси за нивните хонорари? Па од овој закон добрата страна е што плаќањето на придонес за пензиско осигурување ќе влијае на утврдување на нивната пензиска основица еден ден. Што значи дека лице кое што остварува редовна плата која е релативно мала, а доколку хонорарно доста работи, тој еден ден ќе има повисока основица за пензија. Може да биде проблем доколку сите овие придонеси се уплаќаат во првиот пензиски столб, а веќе имаме многу генерации кои што плаќаат осигурување и во вториот пензиски столб. Така што би било можеби и коректно да овие средства од придонесите одат и во вториот, за да тие сепак видат уште некоја корист од средствата што се уплатени од нивниот хонорар. Инаку за
доколку направиме споредба со земјите во регионот, конкретно во Србија, ова решение со плаќање придоноси постои веќе многу години, но таму, за разлика од кај нас, пензионерите не се исклучени од плаќање придоноси, но авторите кои што се вработени, а работат хонорарно, или изработуваат авторски дела и за некој друг, од нивните хонорари не се плаќа здравствено. Значи нема дупло здравствено осигурување. Таму се стапките повисоки, затоа што е персоналниот данок повисок. Во Словенија исто така се работи за повисоки проценти. Но и таму во Словенија од минатата година веќе се применуваат овие, исто така се плаќаат придонеси од хонорари. Значи искуството со плаќање дополнителни придонеси за хонорари веќе е познато на регионот, не е познато. Мислам дека е добро кога веќе се воведува давачка нова, да има евидентна корист од неа. Тогаш да има оправданост. Ова со придонес за пензиско навистина се може да на многу лица, автори, ќе им помогне еден ден да имаат повисоки пензии. Се присуствувале на трибини во врска со новините во плаќањето на хонорарите? Дали некош било спомнато како непотребна давачка дополнителното плаќање на здравствено осигурување? Било спомнато како прашање, но предавачите нормално го говорат и го толкуваат законот кој што е актуелен и кој што е донесен, така што тие воопшто не се ни во можност. Тие може да кажат дека е неправедно, но доколку е постои во законот ќе се применува. Господин Срделов, благодарам за гостувањето во студиото на Република. Ви благодарам на вас.